СДСМ и ДУИ заедно ќе настапат на председателските избори со кандидат прифатлив за сите. Лидерите на двете партии Зоран Заев и Али Ахмети за помалку од 1 час се договорија за консензуален кандидат. Имиња и фаворити Ахмети не откри. Кој ќе биде заедничкиот председателски кандидат ќе се знае во петок. Секако дека се разговара за имињата кои што се спомнуваат во медиумите и во наредните денови ќе има состаноци за да се одлучи за еден од нив. Кој ви е најприфатлив? До такиме едеме партии политике тиера. Ќе има состаноци и со другите политички партии. Ти башкоhen ти са иницијативе кастомни за да и они се здружат со ова добра иницијатива за нашата земја. Мренда са јаве, док етава такиме у доњостохани оѓуве опиниони. Така да во текот на оваа недела ќе има состаноци во кои ќе се донесат одлуки за кои што ќе бидете запознаени. На средбата Заев и Ахмети не разговарале за коалицијата СДСМ-ДУИ, откако собранието не им го отстимна пратеничкиот имунитет на Трајко Велјановски. Пратеникот и подпредседателот на СДСМ Мухамед Зекири во јавноста излезе со став. Опција е и да не коалицираат со ДУИ, Ахмети со кус одговор. И ја имав средба со председателот на СДСМ. Немав со подпредседателот. СДСМ за недела го закажа партискиот конгрес на кого ќе го објават председателскиот кандидат. Како имиња за наследник на Ѓорѓе Иванов се споменуваат владините функционери Радмила Шекеринска, Оливер Спасовски, Никола Димитров и Стево Пендаровски.